Добар ден, почитувани, ја следите најновата тема амбуланта. Несоница, вознемирувачки соништа и парализа во сон. Ова се проблеми со сонот кои се често потценети, но имаат силно влијание врз расположението, концентрацијата и секојдневното функционирање. Некои луѓе со часови лежат будни и се вртат во кревет, други секоја ноќ се будат во исто време, а трети се борат со лоши соништа што им го нарушуваат мирот. Зошто се вуваат овие состојби? Како да ги препознаеме и што да направиме кога ќе станат чести? Наш гостин на оваа тема е професор доктор Стојан Бајрактаров, психијатар, кој ќе ни помогне да ги разјасниме причините, ризиците и можностите за третман. Останете на тема, а вклучете се и со ваши прашања во програма. За несоницата, кошмарите и парализата во сон денеска разговараме со професор доктор Стојан Бајрактаров, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Професоре, добре ни дојдовте во тема амбуланта и добар ден. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Несоницата е многу чест проблем, повеќето луѓе барем еднаш во животот ќе се соочат со некаков проблем со сонот. Но што точно представува хроничната форма на несоница? Да, имаме разлика од акутна и хронична несоница. Од акутна несоница, нели, секој човек е искусил, било поради стрес, поради различни настани, така да во некои делови на светот дури имаат и особено проблеми со спиењето и со денонокиот ритм, нели, ради климатските услови и денонокието, бидејќи сонцето, светлоста е многу важна за нашиот сон, па и вечерта, нели, како се нивниот сооднос. Меѓутоа, хроничната несоница е нешто што не ја измачува, што трае подолго време, што се јавува почесто. Значи, вообичаено според дефиницијата, треба да се јавува бар 3 пати неделно и во тек на 3 месеци, за да кажеме дека еден човек има проблеми со хронична несоница. Од друга страна, има и повеќе видови на хронична несоница. Некои луѓе имаат проблеми со заспивање, па после тоа нормално спијат, меѓутоа се мачат по половина час, во кревет. Да. Се измачуваат вистински. Да. Некои луѓе има што не може да го одржат сонот, имаат чести будења, стануваат често на вечер, не може да се вратат во кревет, а додека некои луѓе стануваат, има краток сон, стануваат рано и се мачат да заспиат, значи сонот им трае само 2-3 часа и тоа не сите овие видови на несоница не се релаксирачки, луѓето не се одмарат и заради тоа главниот проблем со кој се соочуваат е нивната нефункционалност преку денот. И затоа тоа многу им смета, тоест имат, нели, доста намален квалитет на живот. Колку часа сон се оптимални? 7 до 9? Па зависно од возраста, нели, бебињата спијат кои се родат и до повеќе од 18 часа на ден. Потоа тоа се намалува во тек на животот, во тек на пубертетот можеби и 8-9 часа да биде нормално, зависи и од стилот на животот и од врските, меѓутоа како бидејќи тоа е поврзано и со лачењето, со продукцијата на мелатонин, со која се намалува со тек на возраста, така да постарите лица имаат пократок сон и помала потреба од сон. Но важно е сонот да биде континуиран, непрекинат, длабок, за да не се одрази сето тоа на психофизичкото здравје. Да, секако, бидејќи веројатно многу луѓе го преципираат сонот како една, да кажам, континуирана функција, ќе заспиеме, се будиме, меѓутоа секој сон си има своји карактеристики и своји фази за кои нели често збориме, често се пишува, па претпоставувам дека и доста луѓе имаат веќе и сознание за тоа. Значи главно, да кажам, главни две фази се REM и non-REM. Тоест, обратно, non-REM е, REM значи Rapid Eye Movement, тоест брзо движење на очите. И тоа имаме 3 главно фази, во кои од лесна, средна и длабока фаза на спиење, N1, N2 и E3. Имаме REM фаза во која имаме брзо движење на очите, меѓутоа мускулатурата тогаш е нели во не, да кажам, во атонија, не треба да функционира. И тие фази се менуваат 5-6 пати на ден. Во првата половина од ноќта, поголем дел земаат, значи, овие трите фази на non-REM. Најважна е длабоката, N3 фаза, која зазема скоро 50% од целокупната структура на сонот и во која е многу важна за регенерација на нашиот цел организам.
меѓутоа е битно таа структура колку повеќе се нели подлабоко ноќите или пред спиње, подолги се REM фазите. Професоре, што е главната причина за несоницата? Дали стресот е најглавниот и единствен фактор или пак проблемот е подлабок? Па има доста проблеми кои се или начин на живот, или проблеми, или да кажам причини кои се ризик фактори за неквалитетен сон и за несоница. Веројатно, времето во кое живееме, технолошкиот напредок, многу влие на неквалитетен сон. Вообичаено и сомнолозите сами кажуваат дека човекот се развивал низ многу илјадници години и дошол до една структура каде што во почетокот на 19 век и 19 век имало, да кажем, околу 8 до 8,5 часа било нормално да човек има сон. Така и порано во учебниците стоеше 8 сата работа, 8 сата одмор, 8 сата сон. Меѓутоа сето тоа е веќе, да кажем, многу изменето и луѓето спијат во просек час и половина помалку него пред 150 години. И сето тоа влие и на нашиот организам, на нашиот стил на однесување и на нашата функционалност. Значи, за секоја пореметување на сон постојат и биолошки, и психолошки, и социјални причини. А од социјалните причини пред се што многу влијат на нас, нели, се факторите на нашата средина и на нашиот стил на живење. Сите, посебно во последните 10 години, кога што имаме нели многу технолошки напредок со телефони, таблети, телевизии, начин на комуникација во светот, што многу влијае на нашиот стил на живење. Да не зборам за брзиот стил на живот, за очекувањето од самите од себе, за она што ни се работни обврски. Карактеристика на модерниот човек е што повеќе да се самиот да се фали дека многу работи 18 часа на ден, дека што помалку спие. Да кажам, тоа е еден посакувана, ако збориме за некоја посакувана единка во системот и на што се стреми една единка да постигне, тоа се посакувани карактеристики во Соединетите Американски држави, каде што сите зборат, нели тие личности што се најпознати, зборат како идат дома само за кратко да се истушираат или можеби за мали социјални активности, меѓутоа сето тоа влијае на сон. Не можеме да постигнеме све што сакаме. Така велат ќе поспијат малку, неколку часа и потоа повторно се враќаат на она функционирање дневно, но очигледно дека без доволно сон всушност не може да се функционира како што треба. Некои луѓе кога ќе легнат во кревет постојано размислуваат што им се случило во денот, што се случило пред 10-15 години, се навраќаат на одредени ситуации. Води ли тоа кон несоница? Секако, затоа што и што се вика на англиски, нели, overthinking, тоест предлабоко или зачестено размислување за што се случува, како се случува, значи и афективно не подигнува, значи ние у сон треба да се нели да се релаксираме, да се го спуштиме нашето ниво на функционирање, а таквото преголемо размислување па исто тоа е на исто ниво и исто реагира на и организмот и на гледањето на филмови, посебно акциони филмови, или како што имам пријатели што гледаат во 1-2 сат ноќта NBA во Америка кошарката, што е секако многу добро, меѓутоа она те возбудува, размислуваш, имаш внимание, ја пратиш акцијата, исто и во размислувањето што се случило, како се случило, да го пробрвотуваш денот, да се припремаш за другиот ден, меѓутоа сето тоа го разрушува сонот. Кога сме кај технологијата, тоа исто би сакал многу. Сината светлина од екраните влијае на сонот? О, да, многу. На повеќе начини влијаат технолошките, да кажем, изуми на сонот. Сината светлина и како и сама светлина, што ја наречуваме сина, има и некои карактеристики на дневна светлина. Знаете, тоа е многу важно, светлината бидејќи го провоцира нашиот дневен ноќен ритам и спиењето, бидејќи на сабајле ни се лачи кортизол, на вечер ни се лачи мелатонин, значи организмот ни е така створен. И сега ние го напаѓаме организмот со тоа што не гледаме светлост, поголемите работни карактеристики на работни места се карактеризирани со работа во затворен простор и така да го немаме, го расипуваме на некој начин, така да се изразам, тој дневно ноќен ритам и навечер помалку или имаме некој детен лачење на мелатонин. Тоа уште повеќе го провоцираме со таа сина светлина
и бидејќи таа има карактеристика пак на дневна светлина, и она не ексцитира како да сме у ден. И значи го ремети таа структура на сон, бидејќи сонот има значи два главни механизми, хомеостатски и дневно-ноќен. Значи, на кратко да се изјаснам, да кажам, количина на сон и кога треба да спиеме и ритам на сон што треба да го постигнеме. Сега таа сина светлина не провоцира, а не е само симната светлина, него и све што носи со тоа. Значи, секое кликање, да кажем, на лайк или гледање на нови вести, малку не ексцитира, не возбудува. Се лачи допамин? Да, точно така. Помалку се лачи допамин и тоа не разбудува. Значи, тоа нели што би било нормално или посакувано, влегување во сон со фаза на релаксација, ние со тоа го расипуваме. И таа сина светлина е, да кажам, нели и многу други професионалци ја карактеризираат као лоша. Значи, имаме и луѓето што работат со расстройства во детска возраст како аутизам или слични состојби на аутизам, или аутизмот е спектар, викаат дека таа светлост или е многу лоша и за развојот на мозокот на децата и нели се збори за едно ново расстройство екранизам во кој имаме зависност од екрани. А дали може некои нарушување во хормонскиот систем да доведе до несоница, на пример, тироидната жлеза доколку излачува поголема количина на тироиден хормон или пак намалена? Секако. Значи, проблемите со тироидата во кој па и ние сме ендемско подрачје, Македонија е ендемско подрачје во кој многу луѓе имаат проблеми со тироида. На жалост и многу, да кажам, жени кои се во, да кажам, во зрела возраст, што јас лично ги познавам, повеќето од нив се на еутерокс, се извинувам. Тоа е хормонска терапија со која што се надоместува за проблеми со тироида. И значи тоа индиректно ми покажува дека процентот меѓутоа и проблемите на тироидната жлеза ние го гледаме и на друго ниво, бидејќи тоа се поврзани и со многу расстройства на ментален план, пред се со афективните расстройства. Многу често помислуваме која жена, може и маж кој ќе ни дојде во подминати години со депресивно расстройство, прво што правиме, нели ги правиме соматски статус или преглед и што дали сте биле скоро брзо сега во изминатата година преглед на тироидна жлеза, тоа многу значи. Од друга страна, и самите расстройства на спиење влијаат на хормоналниот статус или на целокупното соматско. Двонасочна врска. Да, секако. И луѓето, например, и што малку спијат или имаат неквалитетен сон, мажите, например, имаат намалено ниво на тестостерон, кај жените исто така има хормонален дисбаланс, и така да сето тоа е меѓусебно поврзано. Исто така жените во менопауза се жалат дека имаат нарушување со сонот, им се јавува несоницата. Претпоставам дека женските хормони на флуктуација, намалување на естрогенот исто така влијае. Секако, да. Тоа е како што знаете, нели? И за тоа многу често и гинеколозите припишуваат и кажи го соодветна терапија, хормонски препарати, замени, кои нели меѓу другото реагираат и кај жените, бидејќи многу жени нели тоа го искажуваат и на психички план. Така да несоницата е, да кажам, еден од главните симптоми на секое ментално расстройство. Така да нели во почетокот како што мислам и ме прашавте, збориме за несоница. Со несоницата може да биде примерно расстройство, меѓутоа тоа е и коморбидитет. Последица на нешто друго. Кој е поврзан со многу други расстройства. Некои луѓе имаат живописни, живи соништа, други пак велат дека не се сеќаваат што сонувале. Од што тоа зависи? Па има доста нели автори кои работат на таа тема. Друго е живи соништа, друго е соништа на кои се сонуваме, кои се интензивни, и друго е сонови луѓе кои не се сеќаваат на своите сонови. И сега прво би требало нели од Фройд, кој вика дека нели соништата или соновите се кралскиот пат до несвесното. И луѓето сонуваат, секој човек сонува секоја вечер. Меѓутоа има луѓе кои ги кажат јас ништо не сонувам, не сте во право. Не е тоа така, бидејќи Фройд вика дека ние тоа сето го потиснуваме, бидејќи нашите скриени желби или конфликти на тој начин доаѓаат блиску до свесното и не вознемируваат. И така ние ги потиснуваме
или често нели се случува, ќе станеме и се сеќава тоа индиректно се докажува, ќе станеме, се сеќаваме у полусон на сонот кој ни изгледа доста жив и доста интензивен, меѓутоа после да кажам саат два ние не се сеќаваме воопшто на сонот или кажеме нешто сонува вчера тешко, меѓутоа не можам да се сетам на што. Тоа е она што го збори Фројд. Од друга страна имаме расстройство на спиење или состојби кои што имаме многу живи соништа, кои може да вознемируваат, кои може да се во бои. Тие може да бидат симптом и на некои болести, може да бидат и несакани ефекти на некои лекарства, меѓутоа ако се појават сами од себе претходно немал човекот или поединецот, тогаш треба да направиме според карактеристиките дали се работи, можеби да се посомневаме во Паркинсонова болест, можеби во некои други состојби на мозокот или интоксикации кои може да доведат до такви состојби. Понекогаш тие состојби може да бидат многу живи до ниво на халуцинации и може да го вознемират човекот. Од друга страна имаме карактеристики и во која фаза, и тоа не опатува и диагностички, во која фаза на сонот се јавува. Дали се јавуваат во, како што ги објасни фазите на сонот, во нон-рем фаза или во рем фаза. Така да ние збориме, нели, тоа се веќе диагностички процедури, меѓутоа кои се многу значајни па и за третман. Така дали веднаш што ќе заспиеме имаме лоши соништа или подоцна во ноќта? Така би дошло. Па дали во првата веднаш, можеби веднаш у таа онередна состојба, кога заспиваме, може да се и такви состојби, кога заспиваме, у таа фаза кога влегуваме во сон, може да имаме живи доживувања, налик на дури на халуцинации, што може да го вознемира човекот и тие се најчесто безопасни. Да кажам, би не загрижувале кошмарни соништа кои биле подлабоко во ноќта, кои се појавуваат во длабоката фаза на сонот, или во рем фазата на сонот, и тогаш ние би разликувале она што е за нас важно, особено за луѓето кои работат со сомнологија, дали стоја ноќни стравови или кошмари. Аха. Па која е разликата помеѓу ноќен страв, кошмар? Која е разликата помеѓу обичен лош сон и кошмар? Обичен лош сон можеби секој да сонува. И обичен лош сон и може да биде и резултат на посттравматско стресно расстройство. Така да често и тие флешбеки кои што ги имаме или навраќање на еден сон кои се поврзани со определена трагична ситуација или стресогена ситуација, травма. Значи сме гледале нели у филмови кога луѓе преживувале у некои ситуации, да кажам при пат на авион и како постојано ја преживуваат или ја сонуваат таа ситуација. Додека оние што во нон-рем фаза, бидејќи во нон-рем фазата имаме нели стравови, тие што се поинтензивни сонни или ноќни стравови, и тие се карактеризираат за тоа што тогаш имаме движења. Значи и тие движења може да бидат понекогаш и целисходни, значи бидејќи човекот го доживува тоа, а моториката не е заспана, да се изразам така популарно, не е заспана моториката и може да бидат дури човек може да се повреди. И затоа е многу важно да направиме диагностика, тоа е полисомнографија, да ги разликуваме. Додека како рем фазата, нели како што кажа, во рем фазата немаме ослободена моторика. И тогаш тие нема ослободено, да кажам, движења и тогаш се многу интензивни, значи кошмари на кои може да се сеќаваме кога ќе стане, меѓутоа кои многу го вознемируваат човекот. Така да на некои сонови тоа не е така баш во пракса како што пишува дека ние на тие ќе се сеќаваме, на тие нема да се сеќаваме, понекогаш е тоа тенка граница дали на ноќните стравови ќе се сеќаваме, а на кошмарите нема да се сеќаваме. Меѓутоа тие се она што го може да го вознемирува или тој што спие, или ако некој нели со домашните, ако го гледат какви движења прави, како може да имитира дека се бори со некој, може да делува тоа доста страшно така. Така, некои велат дека немирно спијат, постојано мрдаат во сон. Дали е тоа проблем или пак зборуваат во сон? Па тоа и во пораната, да кажем, има определени несакани движења при самиот процес на заспивање. Меѓутоа може да биде знак на некоја расстройство на спиење. Сомнологијата како наука многу се развива во последните години и тоа е една интердисциплинарна, да кажем, наука во која се вклучени и психијатрија, неврологија,
значи ОРЛ, да кажам, професионалците, потоа ендокринолозите, стоматолозите, па и од другите гранки. Значи мултидисциплинарен пристап е потребен. Секако, меѓутоа некако барем во ние во клиниката за психиатрија неколку од нас сме биле на едукација за расстройство на спиење во Нинберг. Па мислам дека и во другите центри така некако главните расстройства се поврзани со психијатрија и со пулмологија. Секако и со другите, и со неврологија и со другите, меѓутоа тука е да кажам сите се вклучени. Меѓутоа многу од тие расстройства треба да размислиме дека не се само за кај психијатар. Овие што зборите, например, Рестлер-Клес синдром, може да бидат поврзани и со некои невролошки, да кажам, заболувања или промени. Тоа е синдром на немирни нозе, кога човекот што спие има постојано мрдење со нозете. И тоа е нешто што му ствара неквалитетен сон и треба да се земе соодветна терапија. Од друга страна може да има и други неволни движења, што се исто така да кажем карактеристични и кои тука се вклучуваат стоматолозите, како бруксизам. Аха, кога се шкрипи со зъбите? Да, во сон. Шкрипи со зъбите и тоа е и лесно видливо и да се диагностицира, бидејќи на тие луѓе се изгризани зъбите. Аха. И им се као рамни, како да ги стругале. И тие им се како рамни горе-доле и се гледа дека се изгризани, дека се оштетени зъбите. И во тој случај, нели, третман е, стоматолозите прават заштита гумена и со тоа треба да спие. А постојат ли техники за контрола на сонот, на она што се сонува? Може ли тоа да речеме да се применува како терапија, бидејќи на социјалните мрежи можеме да видиме најразлични совети? Како што кажа Фројд, збори дека тоа патот до несвесното. Ние несвесното тешко може да го контролираме, кога тоа нели можеме кога сме свесни, кога го имаме тука, да кажем, од теоријата на Фројд имаме егото и суперегото кои го контролираат идот, тоест нашите нагонски пулзи. Така да тоа тешко би можеле ние да направиме такви техники со кои ние би контролирале што ќе солуваме, меѓутоа има техники кои се, да кажем, повеќе психолошки или психотерапевски, не мора само психолози и психијатри со тоа работат, како да ги преработиме соновите, тоа како да ги доживуваме или како да се наведуваме во нашата ментална свесна обработка, како да ги, да кажем, оптимизираме или да ги направиме подобри. Тоест приказната што ја памтиме да биде подобра и тоа е нели свесно работење со меморијата, нели како што зборат и авторите, меморијата може да биде или да преработуваме, да биде и символичка и функционална. Меѓутоа во овој смисол ние го подобруваме нашиот наратив за сонот и како го доживуваме. Или како би можеле и психолошки да влијаеме на нешто што не вознемирува, да го направиме подобро, да го оптимизираме. Значи тоа е терапевски смисла. Да, терапевски, да. Не звучи едноставно, сигурно бара и тоа време за да се постигне. Па тоа се специфични техники, да кажем во Нинберг има доста психолози пред се кои работат специфични когнитив behavior терапии за расстройство на спиење. И сега тие смесеруваат или се пренасочуваат со своји специфичности и во однос на тоа какво расстройство на спиење станува збор. Бидејќи често едно од луѓето понекогаш нели по грешка наводи, например, и од интернет, па си наоѓаат најчесто се склони да наоѓаат некои, да кажам, третмани, таблети, да кажам, можеби чаеви, можеби многу нели популарно што е мелатонин. Меѓутоа, тоа не е баш така, тоа е многу специфично, како што кажав, да се точно да се диагностицира какво е расстройството. За некој, за поголемиот дел од нив, има различни психотерапевски техники и зависно од тоа какво е расстройството, така и се насочува таа, да кажам, најчесто се тоа од поширокиот вид на когнитив behavior терапија. Така. Значи когнитив, значи на како го разбираме, behavior како се однесуваме. Како се однесуваме. Ќе проговориме за уште едно расстройство во сонот, тоа е парализа во сон. Што точно тоа значи? Па парализа тоа може да се јави тоа и при, како што кажав, и при заспивање,
значи во тие така онероидни кога сме полусвесни, полубуди, меѓутоа може и во други фази на сонот и тоа е најчесто резултат на интрузија, тоест на вовлекување на мали секвенции на REM спиење кога не очекуваме. И тоа може да биде, не е страшно, меѓутоа може да биде доста вознемирувачки за... Значи мозокот е буден, но телото спие и е парализирано. Па мозокот, да, може да биде дело као да е буден, меѓутоа во REM фазата, како што кажав, имаме да кажам спиење на моториката. Моториката не е активна. Не може да мрдне всушност. Моториката не може да мрдне. Дали е тоа опасно или пак е само силно вознемирувачко искуство? Не е опасно, него е доста вознемирувачко. Луѓето може да мислат дека крај, дека се парализираат, може би имаат страв дека ќе умрат. Се извинувам, така да не е опасно или не е знак на некоја страшна болест. Може да биде резултати на друго, може да се јави у состојби на алкохолизираност или посталкохолизираност кога се трезне човек или по состојби после анестезии, кога исто така е доста нарушена, да кажам, архитектониката на сонот, така да меѓутоа може се јави ако човек спие на грб или ако има неправилен распоред на сон? Точно така. Се јавува при чести будења, кои луѓето, например, како што кажавте, што спијат на грб, ради свој, да кажам, специфики и будење на разни центри или провокација на разни центри, кај тие луѓе е почесто тоа, кои спијат на грб. И исто така, луѓе кои имат поремети на архитектониката на столот, може тоа да го доживеат, како, например, луѓе што имат проблеми со простата, што често стануваат да мократ, па, значи, тој нагон ги буди, а во тој момент може, нели, е фаза на REM фаза, така да... И не може да станат, не може да мрднат. Да. И колку време тоа трае обично? Па трае неколку секунди. Така да луѓето може да имат доживување дека трае тоа малку подолго. Сигурно не трае повеќе од минута, а меѓутоа луѓето кои тоа го доживуваат, тоа им изгледа доста долго. Меѓутоа тоа е краткотрajни се тие епизоди. Има начин да го разбуда телото во тој момент? Па во тој момент не може, бидејќи тоа е интрузија, како што кажав, на REM фазата, меѓутоа, ако тоа често се случува, си има определени терапии, може да се зимат, кои може да влијаат на архитектониката на стонот. Како што спомнав, јас и како лекар не сум дека секој пат ќе пишувам лекарства и понекогаш тоа е и контраиндицирано во расстройството на спиење. Истото и важи и за сите овие расстройства што ги зборуваме, па и парализата на сонот. Секој човек е битно да ги знае основните начала на хигиена на спиење и да се овозможи еден континуитет на сонот или квантитет. Знаете, често и кај нас и порано, например, да кажем, имаше нели и такви, да кажам, некои коментари, отидовме и лекарот спиеше. Па хирургот и треба да спие, за да биде што поголема количина на сон да има, ако му дојде некој ден случај, да има концентрација? За да има концентрација, што поголема концентрација. Бидејќи едно од главните, да кажем, ризици за спиењето и функционалноста е ноќните смени, што кај здравствените работници многу го има. И сега ако еден хирург треба да, и било кој лекар, меѓутоа хирургите се да кажем така, експонирани во тоа, значи нели сите очекуваат и мислат дека хирургот ќе дојде некој итен случај и одма е спремен да влезе у сала и да оперира. Значи, мислам дека луѓето треба да знаат дека и лекарите се луѓе како и сите други луѓе и дека да се навикне човек на ноќни смени не е баш толку едноставно како што делува. И за тоа, например, у Јапан, кој веројатно најнапредна нација во многу аспекти на живењето се, меѓутоа и во третманот на расстройство на спиење, оние работните места, не само медицина, на други работни места имаат како дупки во кои се, мислам, како свилени буби што се и од тоа е потекнува и тие називи. Значи како што ги едни, да кажам, како на шина кревет, им се дозволува, значи за време да дремнат. Да дремнат, да. Па дури за ноќно и дури е препорачува во вакви професии каде што има простор, значи ако нема, секако ако нема работа, не значи дека тоа треба да спие, и ако има простор, ако е све мирно, дека дури треба да бидат пожелно е да се одспие. Да. Секако тоа се прави распоред на сема, да има стално некој будење, значи да биде организирана работата. Тоа се подразбира, меѓутоа дека треба на било која, да кажам, професија која е често, кажа, карактеризирана со ноќни смени,
Сигурно дека треба и такви некои услови да се створи. Била дека е многу важна хигиената на сонот, но некогаш ние легнуваме навечер во 10, некогаш на полноќ, некогаш во 2 часот наутро. Дали е тоа проблем? Каква треба да биде температурата на собата во која што спиеме? Има ли некои такви општи правила кои што важат универзално за сите нас? Да, секако. Она што го спомнав што е главна пречка на спиењето се технологијата, бидејќи сите се навикнаа пред спиење или во спалната, нели што е многу модерно, да си има телевизор или да е тука телефонот, некој да не ме побара, или да видам пред спиење што има на Facebook. Забрана за екран во спална соба, сакате да кажете? Секако, бидејќи спалната соба служи за спиење. Значи, ако ние се навикнеме во спалната соба и направиме таква асоциација дека идеме таму пред спиење да работиме на лаптопот, тоа сигурно ќе не ексцитира, ќе не возбуди, ќе не направи во една состојба на спремност и дека тоа ќе ни го наруши сонот. Собата треба да биде мирна, тивка, да нема внатре алергени, значи да нема премногу работи, да биде удобен креветот, душекот и така да сите тие аспекти на асоциација на мирна атмосфера сигурно треба да бидат запазени. Меѓутоа, сигурно и да кажам и стилот на живење ние треба да навикнеме барем во слично време да легнуваме и да стануваме. Секако дека многу лошо правиме и тоа е карактеристика на модерниот човек, што помалку да го скратува времето на спиење преку работната недела и си мисли дека тоа ќе го Може да се надокнади сонот што сме го изгубиле во работната недела со едно долготрено спиење за време на викендот? Па не баш. Не. Не, може да надокнадиме ден-два, меѓутоа веќе се направи таков стил на живење каде што сите спијат нели многу кратко, меѓутоа организмот прима такви сигнали која ќе нема да спие, да кажам, 5 дена и 6-тиот ден да треба да спие, он го прима тоа сигнал како да оди во друга временска зона. Аха. И тоа веќе се симптоми сличност на джетлег. На джетлег, да. И тогаш имаме, тоа не е толку сон што не одмора, меѓутоа после тој сон ние можеме да се осеќаме и уште поуморни, бидејќи нели се осеќаме како да сме промениле временски зони и сме отишле, например, да кажам, негде 2-3 часа поназад или понапред, да кажам, и тоа може да вие уште повеќе да не се чувствуваме убаво. Така, ово всушност објаснува зашто чувствуваме умор кога ќе пристапиме кон една ваква практика. Дали мелатонинот е универзален лек за несоница и кои се ризиците од неговото долготрено земање? Прво, значи не е сигурно дека не е и мислам дека има многу голема злоупотреба заради маркетиншки разни, да кажам. Секој еден што се соочува со несоница посегнува. Да. И тука имаме и, да кажам, и грешка во дозирање, и грешка во припишување, и грешка во, да кажам, во количините кои се земат и во време трајање, како што кажавте. Вообичаено, мелатонинот нели го произведува човечкото тело. Како што кажав, со тек на староста се намалува производството. Значи, логично би било дека кај млади луѓе кои веќе имаат, да кажам, мелатонин, доста продукцијата трави, да кажам, млади индивидуи, дека би било поправилно да работиме, можеби привремено да дадеме ниски дози, меѓутоа би било нели поправилно да работиме на причината зашто е несоницата и зашто, например, би било намалена продукцијата на мелатонинот. И за тоа би било многу пооправдано да се дава кај стари лица. Од друга страна, нели имаме понекогпат, како што кажав, и неколку видови на расстройства, во кои имаме потреба со мали дози на мелатонин да го подобриме таа архитектоника на сонот или тие сооднос меѓу тие фази, или можеби кај некои, да кажам, состојби кои имаме тешко заспивање, иако не грешка се, многу погрешни се верувањата дека мелатонинот ќе ни помогне да заспиеме побрзо. Тоа не оди баш така и затоа луѓето ги зголемуваат дозите. И така да вообичаена доза е 1 до 3 милиграми. Слушам многу луѓе земат 5, па земат 10 милиграми, тоа напротив може да биде многу погрешно, бидејќи може да влие и на другиот хормонален статус на организмот. Така.
Така да, јас би од друга страна гледаме дека има доста препарати што имаат не само мелатонин, него и други, да кажам, состојки, знаете, што можеби не се делуваат меѓу себе баш така како што треба, така да не би сепак би земал би мелатонин само по препорака на лекар. Само по препорака на лекар. лекар. Своја рака. А што е со додатоците како што е магнезиумот? Вела дека магнезиумот овозможува добар сон или пак некои чаеви кои што се за опуштање. Да, Советувате? Па во определени фази да. Затоа што магнезиумот прави мускулна релаксација, нели сонот е често поврзан со покачена анксиозност, со покачен стрес, така да магнезиумот на повеќе нива може сигурно да помогне и тоа се случаеви кои што идеме лесни несоници или лесни проблеми со несоницата. Чаевите и улјата би рекол исто така може да помогнат, меѓутоа треба да се внимава бидејќи некои чаеви не се препорачуваат да се земат со некои лекарства. Аха, доаѓаат во интеракција. Да. И покрај тоа што се природни, нели? Некој ќе рече на природна база, но сепак влегува во интеракција со лекари. Секако дека може да влезат секоја и, да кажем, и на природна база има нели доста лекови. Што се, меѓутоа треба да се внимава. Во секој случај, нели, лекови природни што се може да помогнат. Може да смируваат, може да помогнат и кај лесни несоници, како што е валеријаната, и може да бидат доста така еден фин начин да се справиме со несоница, особено која е поврзана со стрес, со динамичен живот. Улјата, кај го маслата, се препорачуваат како малку поинтензивни, посебно маслото од лаванда, и тие може да бидат нели по, да кажам, народски кажано, појак, да кажам, лек или средство за третман на несоница, а додека имаме, ако се работи за вистински за растојства на спиење, тогаш може да се земат и лекови. Се имаме тука и разни фармаколошки, да кажам, средства или лекови кои ги препорачуваме за различни видови несоница или каква е карактеристиката на несоница. Така да имаме од мали средства до лекови. Значи различни видови несоница, различен третман. Да. Лесно може да се препозна кој тип на несоница бара лекарства, а каде може да помогне, да речеме, топол туш пред спиење и хигиена на сонот? Па, ако има сериозни знаци на растојство на спиење или сериозни проблеми со сон, не е баш така лесно да се разпознае. Понекогаш не е исто како и за секое друго, бидејќи и растојствата се на спиење. Ако се работи за сериозни проблеми, тоа се растојства, како што се нели сериозните болести. И така да не е баш тоа така едноставно и затоа имаме нели диагностички процедури како што е полисомнографијата, актиграфија, значи во кој Како тоа се прави? Пациентот треба да спие? Да. На клиника? За актиграфија го носи тоа како часовник, го носи една недела, а додека полисомнографија значи следење на неколку витални параметри, значи мускулни да кажам движења, срцева фреквенција, има видео, значи свето тоа видео го снима нели како се однесува за времето на спиењето. И сето тоа се прави снимка во тек на една вечер, ако не е успешна, во тек на ја повторуваме уште една вечер и така правиме диагностика. Тоа е полисомнографија и што е многу модерно во светот. И така да тоа е не мора за секоја несоница да се прави полисомнографија, него за оние кои што се потешки диагностички или кои имаме сомневање дека се работи за посериозни растојства. За некои несоници е нели видливо за која е причината, па тогаш така ја насочуваме и терапијата. А за некои како на пример за сомнамбулизам или за кажи го и за нарколепсија, за сомнамбулизам окей, можеме да направиме и полисомнографија, ама на пример како за нарколепсија и можеме да потребиме актографија. Значи, различни пристапи во диагностика има. Да, секако. Актиграфија, порекот можеме да потребиме и други нели. Секако како што спомнавте, преглед на тироида, хормонален статус, сето тоа се и други диагностички, да кажам, процедури кои ги спроведуваме, кои повеќето луѓе ги знаат. А како да се реши она анксиозност што се кај пациентите, односно кај луѓето кои што не можат да заспијат и се вртат со часови во кревет или пак оние што постојано стануваат во 3 или пак во 4 часот наутро? Кај нив се ува страв. Ако заспијат, дека повторно ќе се разбудат. Да, тоа е многу често, луѓе што имаат проблеми со спиење,
И после стравот самиот од несоница може да биде позначаен ризик фактор него првичниот ризик фактор. Значи, ненавремено третирана несоница може да доведе, тоа е причината, како што спомнавме на почетокот, на едно хронифицирање или претварање на една несоница во една долготрајна состојба. Препознавање на самиот вид на несоница, како што кажав, и на временото, понекогаш се многу лесни, да кажам, третманите или советите или терапиите што треба да ги проведат луѓето за да им се поврати сонот. Така да, веројатно, тоа многу се развива светот, веројатно и у нас сега многу, да кажам, многи колеги се занимаваат во склоп на својата професија, нели се занимаваат со тоа. Има и иницијатива и на Министерството за здравство, така да се популаризира овај. Мислам дека доскоро луѓето и не знаат кај да се јават за овие расстройства на спиење, бидејќи се често поврзани со еднодневна нефункционалност, анксиозност, веројатно и за тоа најчесто се јавуваат кај психијатри. Така да, мислам дека во наредниот период ќе имаме една, да кажам, период во која тоа ќе стане све по разбрано луѓето, ќе има се поголема, да кажам, писменост за ова и тука луѓето се повеќе ќе бараат помош. Моето последно прашање сосема накратко, некој знае да се напие чашка алкохол или црвено вино, се едно, пред спиење, бидејќи се убедени дека ќе им помогне да заспијат. Но што тоа значи во текот на ноќта во длабокиот сон? Па најчесто алкохолот го ја руши архитектониката на сонот, он помага да човек полесно да влезе во фазата на спиење, тоа обично го земаат луѓето кои потешко заспиваат, мислејќи дека така ќе си го подобрат сонот. Меѓутоа има доста аспекти дека зашто на неколку нивоа алкохол влие негативно на пореметувањето на сонот. Така да прво имаме една малку опуштеност, потоа блага расположеност, што ни дозволува, значи, делува анксиолитички алкохол, меѓутоа после тој делува, да кажам, и во склоп на... Прашавте претходно да се вратам многу значајно прашање за температурата во собата, што е поврзано исто со ова, и температурата и на телото, што е многу значајна за спиењето. Температурата на собата треба да е 16 до 18 степени за убав сон или за квалитетен сон. Така не треба да се спие во претопла соба, пошто многу луѓе имаат и таква, посебно преку зимските месеци, да имате на таква навика да ја прегреваат собата. Така да, ако е прегреана собата, исто така не се руши сонот. И во алкохолот е слично, бидејќи тоа предизвикува и мало подигање на температурата, вистинско, реално, меѓутоа и доживувањето на човекот е дека е згреан и после станува намалување на температурата, меѓутоа и во таа фаза на ослободување од алкохолот е најголемата фаза, нели имаме фаза која пиеме алкохол и се покачува концентрацијата, и кога паѓа концентрацијата, тогаш луѓето им се слушува, тогаш луѓето се мамори. Ако е мала количина на алкохол, меѓутоа за тоа во втората половина на вечерта луѓето кои имаат навика да се напијат алкохол, ќе имаат лош квалитет на сонот. Да, имаат они чувство дека се прегреани во фаза на сонот, па после дека им е ладно, па после втората половина почесто се будат и тоа посебно се намалуваат тие фази како што ги кажав, длабоките фази на рем фазата, за кои треба да сме одморени, и рем фазата, и бидејќи тие две фази се доста скратени, алкохолот доста негативно влие на квалитетот на спиење. Значи, никако алкохол доколку сакаме добар сон пред спиење. Може, топол туш, како што кажете, чај, тоа сигурно подобро ќе ни помогне. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам на вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.